На 3 октомври пред 31 година во срцето на Скопје извршен е атентатот врз првиот претседател на самостојна Република Македонија, Киро Глигоров. Но и 3 децении потоа се уште се бараат одговори на 4 клучни прашања. Кои беа причините и мотивите за атентатот? Кои се можните нарачатели и извршители? Дали можеше и зошто не беше превениран атентатот и зошто државните органи во изминатите 3 децении не дадоа одговор на овие прашања? Добивме до сериозни информации дека од српските служби, поранешни служби или припадници на военно-разузнавачките служби во соработка со наши припадници од одбрана и од службите за безбедност, кои биле поврзани, цело време биле во иста, да речеме, армија, дека најсигурни информации имавме тоа дека тие структури го организирале направиле атентатот. Така да не се расчисти и немаше политичка волја кај ниту една политичка партија докле да се расчисти. Експертите коментираат дека имало и неколку клучни елементи околу атентатот врз Глигоров, како кражба на експлозив од магазин на одбрана и 12 украдени далечински управувачи за активирање на експлозивот. Атентатот врз Глигоров оставил сериозни последици врз државата, сметаат експертите. Последици беа многу сериозни. Македонија што живееше еден мирен живот, доживеа едно време на турбуленција и растурење на таа коалиција што ги доби изборите 1994 година. На 3 октомври 1995 година на улица Македонија пред хотелот Бристол во Скопје беше извршен напад со автомобил бомба, активиран во моментот кога возилото на претседателот Киро Глигоров минуваше на пат до претседателскиот кабинет сместен во зградата на парламентот. Глигоров го преживеа атентатот со тешки повреди во пределот на главата. На местото на атентатот загина неговиот возач Александар Спировски, а беше повреден и неговиот телохранител Илчо Теоски. На повредите подоцна им подлегна и Ристо Хаджиманов, кој бил случаен минувач. Киро Глигоров беше прв претседател на самостојна и независна Република Македонија. Тој беше начело на државата од 1991 до 1999 година, односно 2 претседателски мандати. Глигоров за овој настан напиша и книга "Атентат ден потоа", објавена во 2002 година. Претседателот Глигоров почина на 1 јануари 2012 година на 94 години во Скопје. И по повеќе од 3 децении се уште останува непознато кој стои зад атентатот врз Глигоров. Истражната постапка која се води против непознат сторител се уште е отворена. Истрагата утврди дека атентатот бил добро подготвен и организиран. Да ви честитам слободна, суверена и самостојна Македонија!